Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Ги поставивме основите за правна држава и сега е наред правосудството да се прочисти од корумпирани судии и обвинители. Покажавме дека нема како до пред 3 години нарачани пресуди, тефтерчиња или ало судија. Ние во изминатите 3 години работевме на свеста и на одговорноста на извршната власт. Никој да не помисли да се меша во работата на правосудната власт, како што тоа се случуваше во мрачните времиња на режимот. Го донесовме законот за јавно обвинителство, што гарантира дека сите предмети со висока корупција мора да имаат судска разрешница. Во нашата програма се обврзуваме на ред, дисциплина и правда. Прв приоритет во овој дел е прочистување на правосудството, во кое што се наоѓаат остатоци од груевизмот. Судиите и обвинителите имаат обврска да испорачаат владење на правото, во кое што законот е еднаков за сите. Купување правда, монтирани случаи, жртви на режим, тоа е минато. Секој кој што ќе се дрзне да се меша во такво нешто, па дури и да се тоа обвинители и судии, ќе мора да се најдат под лупата на правдата. Нашата држава влезе во НАТО и следува отварање на преговорите со Европската Унија, каде во првите поглаве е правосудството и почитување на човековите права. Правдата не е избор, туку должност на оние кои во име на граѓаните ги водат институциите, поради што имаат и обврска да се отчетни, транспарентни, честни и правични пред себе и пред граѓаните и пред државата. Ние така работиме, целиме кон Европската Унија, така мора да работи и правосудството. Затоа во нашата програма се обврзуваме на ред, дисциплина и правда. Тоа значи сигурност. Спротивното е опасност, обнова на режим, нови закани, нови уцени, монтирани случаи, судски пресуди, пусти надежи на Груевски, обновен во Мицковски. Назад веќе нема. На прав пат сме да обезбедиме вистинска правна држава и продолжуваме да работиме во таа насока. Уште повеќе и уште подобро.